15 мажи од Струмица од почетокот на годинава до септември биле жртви на семено насилство, покрај регистрираните жртви мажи. За истиот период во СВР Струмица биле регистрирани и 49 жени кои исто биле жртви на семено насилство. Насилството е феномен што се забележува во сите општества, во сите социјални класи, без оглед на образованието, на финансискиот статус или социјалниот статус. Насилството се дефинира како употреба на сила, закани, злоупотреба на службена должност на друго лице. Семејното право е загарантирано со законски акт во земјава. Во традиционалните општества, вообичаено жената е жртва на семено насилство, па така и оди редот. Таа го напушта домот заедно со децата, а насилникот е со привилегии. Тој останува во семејниот дом. Овие бројки за 8 месеца на општина Струмица и не се така мали за на локално ниво, а изрекувањето построги казни при намногумина од жртвите им треба долг период да го препознаат. Овие бројки за 8 месеца и не се така мали за на локално ниво, а изрекувањето на построги казни бараат жртвите на семено насилство. На многумина од жртвите им треба долг период за да го препознаат семејното насилство, а потоа и голема храброст да го пријават. Сепак експертите нагласуваат дека доколку жртвата на семено насилство спроведе судска постапка, казните за насилниците треба да се многу повисоки, што според нив би придонело за намалување на бројот на жртвите. Додека пак психолозите сметаат дека семејното насилство е родово засновано насилство, кое е во согласност со дефиницијата усвоена во нашето законодавство, подразбира психичко, физичко, сексуално и економско насилство. Доколку една жртва на семено насилство не може да го препознае проблемот, доволно е да одговори на овие 4 прашања, односно дали е вербално маловажувана, дали физички е нападната, дали е пресилувана на сексуален однос и дали нејзиниот партнер има целосна контрола врз финансиите, и ако даде потврден одговор, барем на едно од нив, тогаш треба да биде сигурно дека се соочува со семено насилство. Правните лица пак сметаат дека при одлучувањето на случаите на семено насилство во судот не треба да се земаат во предвид каењето на насилникот и променливиот став на жртвата во текот на постапката. Затоа, од особено значење за улогата на судот во овие постапки се напуштањето на долгогодишната практика на изрекување поблаги казни и користењето на одредбите од кривичниот законник по однос на облажување на казната. Со изрекувањето на условни или парични казни, судот ги занамарува последиците од претрпеното насилство врз жртвата и истовремено не му упатува порака на насилникот дека неговото однесување е недопустливо и неприфатливо со закон.